Господине заменик министр, господо пратеници. Покојниот Блаже Конески не учеше да се обидуваме со малку зборови да кажеме повеќе работи. Ќе се обидам со еден единствен збор да објаснам што се случува овие денови во парламентот на Република Македонија. Тој единствен збор кој може да ја отслика целокупната состојба во Република Македонија е зборот девалвација. Во превод овој збор значи намалување на вредноста на домашната валута во однос на странските валути. Господине заменик министр, господо пратеници, ова е девалвација на се и се што во Република Македонија. Прво е девалвација на овој парламент, девалвација на парламентарната демократија. Во еден ден 112 закони по скратена постапка. Има ли посоодветен збор од тоа дека е девалвиран парламентот во Република Македонија? И за тоа треба многу гласно, многу силно да се произнесе човекот кој седи зад мене, но за жал не е на нивото на парламентарната демократија. Ве молам, не сте ни координатор и заменик. Натаму, господине заменик министер, со сите 112 закони и со сите 16 закони од делот на образованието, вие го девалвирате до крај образовниот систем на Република Македонија. За се и се што почнувајќи од таксистите, па натаму до директор и заменик директор на Бирото за развој на образованието, пропишувате сертификати за познавање на странски јазици. Тоа е тотална девалвација на целокупниот образовен систем во Република Македонија. Бирото за развој за кое разговараме, и немам намера за другите да зборувам, бидејќи не сакам да се повторувам, се натаму е девалвација. Почнувајќи од таксист, секој државен службеник, секој избран именуван раководител, директор на секоја институција во оваа држава, девалвирајќи го образовниот систем, понижувајќи ја целокупната професорска фела, почнувајќи од градинка до постдипломски студии, вие водени од бизнис интересите, некои нестручни и неквалитетни, кои стекнале некаква лиценца или акредитација, да потврдуваат, да го преиспитуваат некој кој вложил 20-30 години во своето образование. Тоа е девалвација, тоа е навреда на сопствениот образовен систем, навреда на сопствената држава. Покрај тоа што го правите несвесно, а го правите. Пред некое време се расправавме, го девалвиравте овој институт што се вика Бюро за развој на образование. И не знам зошто ви треба директор или заменик директор па да имал вакви или такви сертификати. Зошто вие? Увезовте наставни планови и програми од Кембридж. Увезовте учебници од Кембридж. Зошто ви е директор и заменик директор? Зошто ви е оваа институција? Која перверзија, господине заменик министр? Сведоци сме луѓе без ниту еден ден работно искуство во образование. Години наназад ги вработувате во тоа Биро за развој на образование.
Тоа е основната клетка. Тоа е основниот двигател на образовниот систем. Го девалвиравте до крај, па сега ќе барате некакви европски критериуми, некакви европски норми. На кого тој ќе биде директор? Човек без ниту еден ден работно искуство во образование е советник во Бирото за развој на образование. Кого тој ќе го советува? Неговата функција е да изработува наставни планови и програми, ги увезуваат. Неговата функција е да помага и при изготвувањето на учебниците, ги увезувате. Неговата функција е да одржуваат обуки на наставниот кадар, да ги советуваат, да ги унапредуваат формите, методите на образовната дејност. Како ќе го прават тоа без ниту еден ден работа во образование? Подобро од мене знаете колку луѓе по политички клуч без ниту еден ден работно искуство се вработени. Зашто сево ова го правите? Уште ли со лицемерие? Не знаејќи, не можејќи да чепните во суштината, се занимавате со периферни работи. Она што беше здраво ткиво, водени од неразбридливи причини дека се почнало од оваа влада, го уништивте, го срозивте. И тоа сега со документи го потврдувате, дека се што досега во оваа држава, посебно во делот на образовниот процес се правело, вие го девалвирате до крај. До крај, господине заменик министр. Се сеќавам на едни златни времења, кога учителот беше гордост, кога наставникот беше почитувана личност, кога децата кои ги учеше со невиден жар, со невиден мотив. Што направивте? Бюрократи, административци, цените периферни работи, имал или немал ваков сертификат, ги казнувате 300 евра, 600 евра за едневник, не знам зашто. Тоа ли е образование? Место да имаме мотивација, место да имаме креација, место да имаме насмеани наставници, а со тоа и насмеани ученици, релаксирана креативна состојба, каде ќе создаваме здрави личности, воспитани личности и, како трет приоритет, образовани личности. Во петто одделение или во прво одделение не ни требаат научници, не можат да бидат. На крајот, после 30 години. Но и тоа и викате вие, не важи. Тоа што сте го постигнале тие 30 години, ќе го кажи некоја виста или не знам која каква бизнис институција која дебело ќе ги наплаче овие сертификати. Дали знаеме што правиме? Ја девалвираме собствената држава. Ако го девалвираме образовниот процес во неа, со 120 закони, каде што се во оваа држава, за да влезе да заснова работен однос, треба некој од некоја си агенција, кој знае која и каква, да му потпише дека да, ти знаеш. Или некаков психолошки текст. Зошто ни служат тогаш образовните институции? Не отворајте, дајте да ги затвориме. Кога вие ги девалвирате, кога вие не ги признавате. И тој што дипломирал на катедрата за англиски јазик, за да биде директор, ќе мора да го потврди со некој овој сертификат, некоја си квази агенција што тоа добила некаква си лиценција. Кај сте тргнале? По кој пат? За кое образование зборувам? Ќе завршам со она што почнам. Тотална девалвација. Дали некој тоа свесно или несвесно го прави? Ова е пораз за Република Македонија. Не може вака површна се гледаат работите. Чепнете малку во суштината, во содржината.